Заштитата на правата од индустријската сопственост е инструмент кој игра голема улога во индустријата и од клучна важност за компаниите, за нивниот раст и развој на странските пазари. Во оваа емисија на Агенда 35 го отвораме поглавјето 7 – индустријска и интелектуална сопственост. Кои се правилата на игра, но и кои се вашите права во зачувувањето на она што е ваша. Следете на. Во Агенда 35 ќе гледате: интелектуалната сопственост во Македонија е добро заштитена законски, но на терен има бројни фалсификатори. Европската комисија бара повеќе истраги за сузбивање на злоупотреби на трговските марки. Наместо на пазарите, сега борбата против фалсификаторите е префрлена на социјалните мрежи. Интервју со професорот и адвокат Валентин Пепелјуговски. Гледајте на. Европската Унија има строги правила за заштита на интелектуалната сопственост во која што спаѓаат индустријска сопственост и заштита на авторски права. Правната заштита на индустријската сопственост опфаќа патенти и трговски марки, дизајни, биотехнолошки пронајдоци и лекови. Авторските права се однесуваат на книги, филмови, компјутерски програми и радиодифузија. Македонија, според извештајот за поглавието за интелектуална сопственост, останува умерено подготвена во оваа област. Според заменик директорот на секторот за акцизи во Царинската управа, Анастас Маженковски, правната рамка за заштита на интелектуалната сопственост е усогласена со европското законодавство, но најголем акцент треба да се додаде на едукацијата и воспоставеноста на контролите. Најбитен сегмент е едукацијата. Едукацијата на царинските службеници, нивната посветеност да читаат, да ги спознаваат работите, тоа е најклучен момент. Фалсификувана роба, според Маженковски, се наоѓа и во големите европски градови и тоа е нешто што не може да се сопре, но се прават напори таа да биде сузбиена. Царинските службеници делуваат на граничните линии, делуваат во делот кога стоката транзитира, поминува или се царини во внатрешноста и она што се успева да се фати се фаќа. Втор сегмент во борбата против IPR се и внатрешните структури на државата кои што вршат инспекцијски надзор, така да тоа е вториот сегмент кој што исто така влие да одредени стоки бидат недостапни, односно да се откриваат и да бидат отстранети. Само да напоменам дека стоката која што е фалсификувана и доколку се открие се уништува. Значи таа не е предмет на продажба, на аукции и така натаму, таа е предмет на уништување. Во нашиот закон, во изминатиот период се направи еден позитивен исчекор да дел од стоката која што може да се употреби, нормално доколку се отстранат обележјата на марката која е фалсификувана, да се донира во хуманитарни цели, така да дел од патиките, облеката која што дозволува да биде отстранети ознаките и се донира во хуманитарни цели. Во изминатиот период дел од таа облека се комплетно уништува. Нормално за сите оние други производи кои што се во допир со човековото тело, тоа комплетно се уништува затоа што навистина не се знае каков е квалитетот на тие производи. Царинската управа лани во 38 акции запленила 73.000 парчиња стока по основ на повреда на интелектуалната сопственост. Според Маженковски, лани најмногу доминирале фалсификувани чоколадни производи, чевли, играчки и најмногу спортска облека на познатите брендови. Во различни години различни се трендовите, во оваа година чоколадото доминираше во тој сегмент како најистакната марка. Меѓутоа генерално најмногу се фалсификува спортска облека, спортски обувки, она што е делот од текстилна галантерија. Митот дека Кина е главниот фалсификатор малце со текот на времето се менува, така да изминатата година најголем процент од стоката доаѓаше од Турција, дел доаѓаше се разбира од Кина и 30% беше од Кина, 40% од Турција и 30% од останатите земји, меѓу кои дел од Европската Унија. Во Македонија се наоѓа главната канцеларија на Реакт за борба против продажба на фалсификувани производи на интернет. Глобалниот онлайн пазар на кој се пласираат истите пак, според управителката Ели Муфишовски, може да се подели на 3 дела. Првиот дел се e-marketplaces, тие се eBay, Amazon, Alibaba, таков тип на платформи, кај нас да го наречам пазар 3. Вториот е standalone websites или domain names, значи цели страни кога некој ќе откупи и тука си пласира и дури името може да биде фалсификувано, мислам не овластено користено и социјалните мрежи. Сега кога гледаме ние на овие 3
поделби и трите пилари да ги наречам, гледаме дека на првиот на e-marketplaces значително се намалува. Ние имавме над 2 милиона отстранување претходно, од кога викам 2 милиона, тоа се листинзи кои што ги отстрануваме, меѓутоа кога гледаме каква е моменталната структура на тие платформи, можеме да видиме дека навистина веќе се подобрува. Тоа се подобрува поради тоа што React има една строга политика каде што ние ги притискаме исто платформите за да бидат проактивни, значи и ние исто инсистираме и соработуваме со нив. Значи тие се исто така како што ни се царина или пазарна инспекција партнери наши, така и тие платформи се наши партнери. Ние имаме директна соработка со Alibaba, со eBay, со Amazon, каде што и ние нив ги подучуваме како можат они да или што може да направат, кои зборови да се користат за да може да ги изфилтрираат и да не се враќаат да не дојдат воопшто на нивните платформи производи кои што повредуваат. Интернет платформите се одговорни ако нудат фалсификат производи, но веќе имаат програми со помош на кои полесно се отстрануваат. Најтешко тоа се прави на социјалните мрежи. На пазарот се фалсификува се: облека, чевли, ташни, парфеми, фармацевски производи, електронски уреди, автоделови. Нема производ кој што не се фалсификува. Дури можам да кажем дека се фалсификуваат сертификати за сигурност. Значи има и фирми кои што се наши членови кои што се даваат сертификати дека производот е безбеден за користење, дури и тие се фалсификуваат. Во борбата против фалсификатите на пазарот, React има одлична соработка со институциите и добиваат случаи на суд. На пазарот покрај фалсификат брендови постои и пиратска музика и филмови. Пиратски на YouTube беше поставен и документарниот филм Медена земја, кој што е номиниран за Оскар во 2 категории: најдобар документарен филм и најдобар интернационален филм. Филмот Медена земја повторно игра во кината низ државата. За да се подобри заштитата на интелектуалната сопственост, но и да се намалат прекршувањата, клучно е да се подигне свеста кај луѓето, вели заменик директорот на Заводот за индустријска сопственост Горан Герасимовски. Тој вели дека една од клучните задачи на заводот, освен регистрирање на патенти, индустријски дизајни или трговски марки, е и едукација и на фирмите и на граѓаните, преку обуки да ги разберат придобивките од заштитата на интелектуалната сопственост. Според него, овие кампањи веќе даваат резултати. Со самите едукации обуки можеме да увидиме дека и бројот на заштите, односно на заштита на трговски марки од година во година се зголемува, почнувајќи од 2000, можеме да ги земеме репер последните 3 години од кога јас сум во заводот. Во 2017 имаме околу 1268 поднесени пријави за трговски марки. Во 2018 таа бројка се зголемува на 1322 пријави, за да во 2019 достигнеме бројка од 1454 пријави. И слободно можеме да кажеме дека од година во година тој процент, односно таа бројка се зголемува. Само со поголема кампања, со подигнување на јавна свест, можеме да допринесеме за сите тие прекршувања на права на интелектуална сопственост ги наведеме на што пониско ниво. Според Герасимовски, домашните закони се усогласуваат редовно со европските регулативи, но проблематична е примената, на што забележува и Европската комисија во својот последен извештај за напредокот. Комисијата, меѓу другото, бара и повеќе истраги за прекршување на интелектуалната сопственост, особено злоупотребата на трговските марки. Герасимовски вели дека токму поради тоа, лани е оформено координативно тело, кое освен заводот ги вклучува и управата за јавни приходи, МВР, царината, пазарниот инспекторат, за да ги открива и санкционира злоупотребите на пазарот. Според него, за разлика од порано, акцијата сега повеќе се води на интернет просторот. Сега продажбата, односно прекршувањата на права на интелектуална сопственост повеќе се сведува на друга страна, односно повидлива е на социјалните мрежи. Значи, порано, до пред некоја година, повидлива беше, односно прекршувањата беа на пазарите, на семафори се продаваат седиња и слично. Сега поголем дел е на социјалните мрежи, тоа е доста видливо. Ние како координативно тело, како што кажав уште на првиот состанок, заземавме став дека нашите приоритети ќе бидат насочени кон сузбивање на прекршувањето на правата на социјалните мрежи
И тука отпочнавме одредена кампања, имавме доста состаноци и со јавното обвинителство и со МВР, поради тоа што они се самото координативно тело, сите тие представки на прекршување на правата на интелектуалната собственост на социјалните мрежи, они се као водилка, ние ги пренасочуваме сите прекршувања до нив, заедно со јавното обвинителство да ги сузбиваат оние прекршувања на социјалните медиуми, односно на Facebook и други социјални мрежи. Не ни е цел само да ги отстрануваме страните, туку и да дојдеме до главната цел, односно таму каде што и се пуштаат во продажба на тие фалсификувани производи. Герасимовски вели дека прв чекор во борбата против фалсификатори е заштитата. Според него, регистрирањето на трговските марки е неопходно за да се спречи каква било злоупотреба на тој бренд. Самата заштита на производите е клучна за добивање на одредени подобри позиции и мокни позиции и положби на пазарот, и не само на нашиот пазар, туку освојување и на други пазари. Јас често знам да кажам дека и во изминатите неколку настапи и интервјуа дека е добро при самата регистрација на фирма да се регистрира и во заводот, односно да се поднесе документи за заштита на име, лого и така натаму, се со цел да нема понатамошни повреди на нивните права. Тоа не е регулирано со закон, но ние посочуваме дека е добро да нема сама повреда на одредени права и со тоа, нели, имате подобра позиција на пазарот, можност за проширување и на други пазари и имате еден монопол на својот производ кој што не може никој да ви го фалсификува. Исто така тука е битно и е добро за самата економија и за самата држава, поради тоа што донесува до сузбивање на сивата економија. Во земјава нема прецизни податоци за злоупотреба на права од интелектуална собственост, но според информациите од координативното тело, бројот на представки за прекршување се зголемува. Господине Пепелјуговски, ви благодарам што сте дел од нашата емисија и добро дојдовте. Благодарам. Добро ве најдов. Оваа емисија посветуваме на интелектуалната индустријска собственост, една навистина интересна тема. Токму ден пред да го правиме интервјуто, актуелни беа сите оние дилеми околу пиратското појавување на филмот Медена земја на интернет. Па имаше и премногу апели од граѓаните дека не смее тоа да се споделува така. Па прашања до каде, како оди ова регулатива кај нас. Може ли да не објасните во однос на законот сега? Дали нашите закони се согласно европските и каде гледате проблем во законските дупки? Значи, од аспект на законската регулатива, се работи за една област која што уште од самиот почеток од осамостојувањето на Македонија е хармонизирана со меѓународните конвенции и договори, кои што беа прифатени од поранешната држава, но и кои што Република Македонија ги прифати во подоснежниот период. Тоа е област која што мора да биде хармонизирана доколку сакате да станете членки на тие меѓународни организации, како што е Светската организација за интелектуална собственост, Светската трговска организација, па понатаму внатре го имаме Европскиот патентен завод, Европската патентна конвенција и се разбира во процесот на пристапување ние моравме да го усогласуваме и накнадно нашето законодавство со регулативите и директивите на Европската унија кои што се однесуваат на интелектуалната собственост. Јас можам одговорно да кажам дека да, ние сме хармонизирани, но тоа не значи дека ние постојано и континуирано не треба да работиме на планот на хармонизација. Зошто? Заради тоа што ова е една жива материја која што постојано се развива, се менува и таа мора исто така да има и да биде уредена со соодветна легислатива. Знаете, самите рековте веќе технолошките иновации немаат крај, секојдневно сме сведоци на нови пронајдоци, на нови дизајни, на нови авторски дела и сето тоа мора да се преточи во закон. Што е она што во наредниот период ни следи? Ни следи хармонизација од аспект на трговската тајна и ноу-хау. Значи, тоа се два аспекти ние кои што ги имаме регулирани, меѓутоа
Во меѓувреме Европската унија донесе своја нова легислатива и имаме и еден период во кој што како сите земји членки, така и ние како земја кандидат мораме да усогласуваме нашето законодавство. Од аспект на трговските марки, тука исто така треба да се направат некои промени, но таму не очекува и период на пристапување во Заводот за интелектуална собственост во Аликанте и нашите компании добро би било да отпочнат со уште од сега да отпочнат со прилагодување кон таа регулатива и се повеќе и повеќе да ги пријавуваат своите трговски марки и својот индустријски дизајн во заводот во Аликанте. Кога зборуваме на темава, кажете ни какви најчести спорови се водат кај нас? Дали се повеќе од областа на интелектуалната собственост или повеќе од областа на индустријската? Значи, кај нас почесто се водат спорови од областа на индустријската собственост. Најчесто, значи, се работи за копирање на трговски марки или значи се користат добро познатите трговски марки, па се прават одредени слични или најчесто слични, многу ретко идентични копии кои што понатаму се пуштаат на пазарите. Исто така од аспект на авторското право имаме и таму значи проблеми и тоа најчесто во областа на софтверот, музиката и филмот. Тие се областите од авторското право кои што се најчесто предмет на пиратирање, а ваму кај трговските марки се најчесто предмет на фалсификати и многу често можете да видите и вие добивате одредени имејлови во кои што ви се нудат такви производи по багателни цени. Да, впечаток е дека некако и висто технологијата со интернетот, пристапот до интернет, некако сме бомбардирани постојано со реклами, со разни понуди за производи, дали облека, дали се работи за било какви други, не знам, можеби модни додатоци најмногу. Меѓутоа истото е и еве во сите области кои што ги наведувате. Впечаток е дека не е доволно некако има регулација од аспект на санкција на новој дел. Граѓаните како да велат дека не знам и да покренам спор, дека тоа премногу трае, ќе се долго влечи, дека не е. Предпоставувам тоа е дел од тој проблем и заради судството кое што си го следи тој тренд, значи не е исклучиво бавноста и тромоста на институциите само во овој дел, меѓутоа некако премногу е софистицирана, да речам, ова област за обичните граѓани. Точно е тоа, дека е премногу софистицирана и наизглед изгледа дека е недостапна, иако младите генерации се многу свесни и многу добро ги знаат овие технологии и знаат и како да се надминат одредени работи, но знаат дека треба и да се обезбедат доказите. Јас овдека би рекол дека мора да има, значи, координација помеѓу извршната власт и судската власт. Зошто го зборувам тоа? Бидејќи во последно време и големите светски компании се повеќе и повеќе зборуваат за сајбер безбедност, значи безбедност на сајбер просторот, што значи дека употребата на например пиратски програми ве доведува во опасност во вашите компјутери да добиете одредени вируси кои што понатаму можат сите ваши податоци да ги пренесат на лица кои што се неповикани. Значи тоа е една безбедноста е многу битна работа и заради свеста на оваа тема не е доволно. Значи свеста не се работи многу да им се објасни на граѓаните дека всушност се штитат самите себе, не се штитат странските компании, па сега зошто кај народот, да речеме, многу често постои таа изрека, зошто сега ние да ги штитиме странците. Не ги штитиме странците, се штитиме самите себе. Знаете, прво се штитиме од влегување во приватниот живот. Второ се штитиме од бизнис аспект, значи ние не зборуваме за како поединци овдека, најчесто кога се зборува за интелектуалната собственост, се зборува за трговските аспекти. И фирмите можат многу да изгубат од своите податоци ако некој им ги украде. Не случајно и Европската унија во последно време се базираше на трговските тајни и ноу-хауто, заради тоа што тие најчесто ќе бидат предмет сега на
на кражби и на повреди. Не толку патентите, не толку трговските марки или дизајнот. Друг аспект кој што исто така треба да го знаеме, со купувањето на овие пиратски производи и фалсификувани производи, многу често го доведуваме во опасност својот живот, дури и облеката. Не сме свесни дали таа облека е некаде озрачена, каква е материјата, каде стоела. Имало многу досега вести за такви неквалитетни производи кои што нанеле штета на здравието. Дали детски така, за играчки, видовте, играчките од Кина, па бојата, па така натаму многу. Ние сме бомбардирани со такви информации дека, знаете, на некој производ бојата не е соодветна, па тој е канцероген. И сега замислете, ова се случува кај производи кои што се во редовниот промет, кои што има одредена контрола. Се разбира, вие не можете сите поминале филтри. Замислете што се случува ваму каде што немате речиси никаква контрола. Кои се институциите каде што првенствено би го посочиле, да речеме, вниманието, кои треба да се најажурни? Најажурни. Царина, Царина, полиција, понатаму институциите кои што ги вршат контролите, сите институции кои точно така, лабораториите треба да бидат посовремено опремени за да може да ги истражуваат овие да речам производи кои што се предмет на пиратството. Кај лековите исто така е многу битно, знаете, алкохолните производи. Сведоци сме сите дека во изминатиот период во соседството имаше и дури и смртни случаеви од алкохол. Кај лековите многу треба да се направи, бидејќи оние што да се контролираат, поготово паралелниот увоз треба да биде предмет на голема контрола, бидејќи квалитетот треба секогаш да биде соодветен на оној кој што е деклариран. Рековте ви, ова е жива материја, се менува и легислативата. Претпоставувам дека ќе го следиме чекорот со европските земји. Она што на крај ќе ве прашаме, вие сте дел од, што нас не интересира како држава особено, вие сте дел од комисијата која што работи со Грција, како дел од Преспанскиот договор во однос на заштита на брендовите. Впечатокот е дека нашите компании не се доволно активни споредено со грчките во насока на заштита на сопствените брендови. Граѓаните не докрај знаат дека во овој аспект на имплементацијата на договорот нештата не зависат само од политиката и од власта, туку многу зависат и од бизнисот, затоа што е директно таргетиран. Ќе ни објасните ли повеќе какви се вашите контакти со стопанските комори, апелирате ли до нив на поголема активност и слично? Мене ми е жал што морам да ви одговорам потврдно на ова прашање, значи вашиот впечаток е точен. И ние го имаме чувство дека бизнес заедницата како да не е свесна или како да чека некој друг да им го реши проблемот. Преспанскиот договор е многу јасен во овој дел, дека се работи за приватен имот и дека бизнес заедниците од двете држави ќе треба да преговараат. Ние сме тука да им помогнеме со нашите совети доколку не може да најдат решение. Но направени се повеќе средби со сите комори од нашата држава и некако се уште како да сме на почетокот. Се уште немаме листа на производи за кои што ќе треба да се преговара и дали ќе има потреба да се преговара. Знаете, вие можеби грчката страна нема да биде заинтересирана за македонскиот ајвар, бидејќи тие не произведуваат ајвар. Значи ние треба и да видиме што утре може да биде спорно меѓу двете држави, затоа што тоа е приватен имот и можеби јас мислам за некоја компанија дека незината трговска марка ќе биде спорна, но таа не гледа проблем. Заради тоа треба да се седне, да се направат тие листи, да се направи, да се види што е интересот на нашите субјекти и тие да почнат да преговараат како комори, како бизнес заедници со коморите од Да, тоа не можете вие како членови на комисијата да го направите, ниту пак може политиката, значи тоа е точно така, нешто што е нивна задача. Ние направивме рамката. Ние одржавме 2 состаноци со колегите од Грција, значи во прекрасна атмосфера, но
до тука е нашиот дел во моментот. Сега очекуваме бизнис заедниците едноставно да видиме дали ќе си ги решат проблемите и ако имаат проблем ние да им помогнеме со наши совети, па ако не може да го решат, тогаш комисијата е таа која што ќе треба да најде соодветно решение како да излезат од тој ќорсокак. Ажурноста не била секогаш, тоест никогаш не била премногу голем адут на нашиот менталитет. Ви благодарам многу за интервјуто. Ви благодарам и вас. Во Агенда 35 следува вести од Европа, паметни проекти, иновативна технологија за извлекување на вредните елементи од опадните води. Останете со нас. Европската комисија ја започна првата фаза од консултациите со социјалните партнери, бизнисите и синдикатите по прашањето на праведна минимална плата за работниците во Европската Унија, во период кога бројот на вработени лица во ЕУ е на рекордно највисоко ниво, но многу од нив се уште се борат да врзат крај со крај. По однос на прашањето, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен ја изрази желбата секој работник во Унијата да има праведна минимална плата, која би требала да му овозможи достоинствен живот, каде и да работи. Затоа комисијата сака да слушне дали социјалните партнери сметаат дека е потребно да се действува на ниво на ЕУ, и ако да, дали сакаат за тоа меѓусебно да преговараат. Инаку нема да постои универзална минимална плата, односно предлозите ќе се базираат на националните практики, било да се работи со колективни договори или законски одредби. Иако некои држави членки веќе имаат воспоставено одлични системи, комисијата посакува да обезбеди сите системи да се соодветни, да имаат доволна покриеност и да имаат соодветен механизам за ажурирање. И сето тоа во консултации со социјалните партнери. Повеќе од 2/3, односно 68% од предпријатијата во Европската Унија, кои имаат најмалку 10 вработени, им обезбедиле мобилни уреди со пристап до интернет на своите вработени, покажуваат податоците на Статистичката агенција на Унијата за 2019 година. Да се биде поврзан додека вработените се во движење е се поважно за бизнисот, па поради тоа се поголем број на предпријатија им обезбедуваат на вработените мобилни телефони, таблети или преносни компјутери, овозможувајќи им да се поврзат на интернет за деловни цели, кога тие не се на работно место, односно канцелари. Скоро сите предпријатија од нордиските држави им даваат на своите вработени мобилни уреди со интернет конекција, односно во Финска 96% од предпријатијата, Данска 92% и Шведска 87%. Овој удел е 86% во Хрватска и Литванија, 83% во Чешка и Словенија и 80% во Естонија и Австрија. Спротивно, само 46% од предпријатијата во Бугарија им доделиле мобилни уреди со интернет конекција на било кој од нивните вработени во 2019 година. Во Грција овој удел е 56% и Романија 58%. 43% од жителите на Европската Унија, кои во претходните 12 месеци патувале со авион, на долги релации со железница, брод или траект, се запознаени со правата кои ги имаат патниците во ЕУ, покажуваат резултатите на Евробарометар кои ги објави Европската комисија. Според резултатите од патниците кои се соочиле со потешкоти во текот на патувањето, најголем број на жалби имаат поднесено патниците за воздушниот транспорт, и тоа 37%, во споредба со 25% од патниците за автобускиот, 24% од патниците за железничкиот и 18% од патниците се пожалиле за бродскиот или траектниот транспорт. Кај сите начини на превоз, вкупно 26% од патниците имаат поднесено жалби поради потешкоти за време на патувањето. Инаку правата на патниците се утврдуваат на ниво на Европската Унија, ги применуваат давателите на услугата превоз, а спроведувањето го следат националните тела. Поради разлики во националните практики, на патниците понекогаш им е нејасно што треба да прават и на кого да се обратат, особено патниците кои често ги преминуваат границите на државите членки. Индустријата за храна и пијалоци е трет најжеден индустријско производствен сектор во Европа. Употребува околу 4,9 метри кубни вода по жител и создава околу 3700 милиони метри кубни отпадна вода годишно. Овие отпадни води содржат органски молекули и други потенцијални штетни честички, кои може да ја загадат животната средина. Сепак постои алтернатива. Токму еден мултинационален проект финансиран од Европската Унија развива иновативна технологија со која ќе се извлечат вредните елементи од отпадните води, кои потоа ќе се користат за биопластика и адитиви за храна, а ќе се користи и за прочистување на водата. Со технологијата ќе се одделат различните компоненти кои се наоѓаат во отпадните води, а кои имаат потекло од индустријата за храна или пијалоци,
но кои се губат за време на конвенционалниот процес на третирање на отпадните води. Иновативниот процес е флексибилен, трошковно и ресурсно ефективен и создава вредност од отпадните води. Имено, цврстите материи се отстрануваат од водата со помош на серија мембрани кои изолираат различни типови на високо вредностни молекули и хранливи состојки. Проектот е помогнат со 3,9 милиони евра од ЕУ програмата Хоризонт 2020. Следната недела се гледаме со друга тема на истата фреквенција и во истиот термин. Македонската телевизија 20 часот и 15 минути. Доколку не пропуштите тука, знаете дека треба да не следите на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили на социјалните мрежи. Се гледаме.